како координатор на проектот Граничен премин Лојан Емиратовци да се заблагодарам на двајцата подпредседатели и министри за внатрешни работи кои што денеска во име на двете влади ја подпишаа спогодбата за заеднички граничен премин Лојан Емиратовец. И денеска всушност го правиме тоа што е задача на секој политичар. А тоа е со своји постапки, со своји чекори да го направи животот на луѓето подобар, да го направи полесен, да ја направи комуникацијата помеѓу луѓето од двете страни на границите во овој регион полесна и побрза, и тоа ме прави особено задоволен денеска. Јас денеска и на средбата кажав дека овој граничен премин е всушност првиот конкретен резултат од средбата на лидерите во Охрид, во така наречениот Охридски самит, каде имав и можност да разговарам со претседателот на Србија и да отвориме ова тема, и навистина ми е задоволство дека од тогаш се покрена толку брзо целиот систем и во Србија и во Република Северна Македонија, за да во рок колку еден месец да стигнеме денеска во потпишување на оваа спогодба, која што, како што кажа министерот, има две фази, односно прво веднаш отвараме локален премин за да не чекаат граѓаните кои што живеат до граничниот премин се до изградба на објектот кој што патем ќе го финансира норвешката влада, меѓутоа и други меѓународни партнери, а потоа да прерасне во меѓународен премин. Веднаш после ова двата договора, односно спогодбата оди во двата парламента, и во Србија и во Република Северна Македонија, и очекуваме дека многу брзо до крајот на годината и парламентите ги ратификуваат, и со тоа веќе добиваме можност да почнеме со реализација на терен. Така да, навистина, со овој потек денеска успеавме да ги надминеме сите предрасуди кои што беа поврзани со овој проект и да покажеме една нова динамика на односи во регионот. Дозволете ми на албански само на кратко, јам вртет